Јас сум Крсто Златков, одговорен за маркетинг и продажба на Силус едукативен и развоен центар. Веќе 8 години работно искуство во делот на тренинг и едукација, конкретно во неформално образование. Последните 3 години работам и со нашите студенти во делот на кариерно советување, односно нивно поврзување со компаниите каде што треба да продолжат на пракса и понатака да продолжат со работа. Пред се, ние кога донесуваме одлука, ја правиме одлуката и за средно училиште. Кога завршуваме основно, каде ќе продолжиме со едукација. И најчесто се потпираме на она има време. Ќе дознам во средно што сакам, затоа што се сметаме дека сме млади, допрво истражуваме и така натаму. Тоа дека сме млади, дека треба да осознаваме точно и во таа фаза да истражуваме, односно да бидеме вклучени во се што можеме да замислиме, за да може да донесеме правилна одлука за доедукација понатаму, затоа што ние ако уште во средно училиште не донесеме правилна одлука што правиме понатаму, може да се случи да завршиме факултет, па по завршување на факултетот ние повторно да запишуваме нов факултет и со еден збор сме изгубиле време. Или односно она што го кажавме има време се претвара во паника, а тоа најчесто ни се случува и кај нас кога одредени кандидати ќе дојдат и сакаат промена на кариера или нешто да променат веднаш. И обично бараат кратка едукација со големи ефекти. Едноставно некои работи да ги надокнадиме или како што викаат докторите, нели, подобро е со време нешто да спречиме отколку исто да го лекуваме, подобро е тука со време ние да откриеме за да можеме правилно да се насочиме. Пред се и најважното од се е за да бидеме среќни. Кога ќе одбереме професија, кога таа професија буквално ќе ви биде вашиот живот, односно вие нема да се чувствувате дека одите на работа, него тоа ќе ви биде дел од вашиот карактер, нешто кое што ве храни и ви дава поттик, на тој начин вие ќе бидете посреќни, а самото тоа што сте посреќни ќе бидете и поздрави, затоа што едно со друго е поврзано. Кога го храните позитивно нели умот и кога му давате секојдневна среќа, не одите под стрес, не сте нервозни, не сте пред некоја фрустрација и така натаму или него едноставно се препуштате во тоа што го сакате, вие се храните со позитивна енергија, влијае и на духот или влијае и на вашето здравје. Ако пронајдете вие во што сте добри, тогаш ќе можете во тој да се реализирате, односно ќе можете да постигнете и поголем успех. Затоа што доколку ви одите на работа и таа работа прво не ве прави среќни, нормално дека и вашиот перформанс нема да биде добар, меѓутоа и нема да можете да растете и созревате, затоа што вие прво ќе немате такви афинитети и такви потреби. Меѓутоа, ако вие сте гладни и сте среќни во тоа што го работите, вие ќе бидете проактивни, а таа проактивност ќе ве донесе до многу повисоки нивоа. Ние не ја одбираме професијата, туку професијата не одбира нас. Кади да се сместиме, дури кади да избегаме, во која било земја, најчесто ние размислуваме овде не бива ќе сменам компанија или овде не бива ќе сменам земја, кади додиме ние не можеме да избегаме од самите себе си. Од таа причина многу е подобро да знаеме што сакаме, односно да оставиме на тоа професијата да не одбере нас, а не ние неа.